Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве во уште една емисија Поента во рамките на редовниот термин на Радио Слободна Македонија секој вторник од 17 до 18 часот. Како и минатиот вторник, така и денес се надевам дека ќе го задржам вашето внимание со одбраната тема. Инаку, за подсетување, минатиот вторник зборував и за владењето на правото во Европската Унија, но и за сите оние политички случувања кои беа актуелни минатата недела. Така ќе биде и овој вторник, со тоа што одлучив да внесам, би рекла, една новина, односно една тема која што се надевам дека многу од вас ќе го задржам вашето внимание, меѓутоа и интерес, бидејќи се работи за тема која речиси воопшто не е зборувана во медиумите, а се однесува на потребата од продолжување на овој процес на национално ребрендирање, кој што го започна ВМРО ДПМН и одлично го води владата на господинот Груевски. Одлучив да зборувам за една позитивна тема, затоа што навистина се надевам дека и вам, меѓутоа и мене ми е доста од овие редица ступидни изјави кои што ги даде господинот Заев, и меѓутоа и неговите сопартици кои се однесуваат на никакви ступидни вета во однос на блокирање на можноста Република Македонија редовно да функционира на финансиски план. Ступидни изјави кои се поврзани со блокирање, би рекла, на медиумите и на слободата на медиумите да вршат својата работа редовно и онака како што треба, согласно демократските стандарди. И редица други изјави и политики кои на сите нас ни се веќе преку глава, бидејќи навистина веќе премногу долго време трае овој процес на не само дестабилизирање политичко на Република Македонија од страна на опозицијата, туку буквално процес кој што треба да доведе до некакво хаотично и нефункционално, би рекла, нормално функционирање на институциите на системот. Одлучив да зборувам за процесот на ребрендирање, национално ребрендирање, затоа што имам чувство дека оваа политика која што, како што реков, многу успешно и со многу успешни средства и действија ги ја спроведува политиката на владата на господинот Груевски, имам чувство дека многу малку е застапена во јавноста, но и многу малку се знае за неа. И токму водена од оваа идеја дека треба да се направи помасовно актуализирање на темата, денес одлучив емисијата Поента речиси во најголем дел да биде токму посветена на неа, но и на прашања кои што секако се дел од оние некои од нашето секојдневие врзано со овие политички случувања и со овие изјави кои што веќе на сите ви се јасни и сите ви се познати. Има една позната римска изрека која вели пред фактите и боговите молчат. Таа стара римска изрека останува и до ден денеска присутна и едноставно ја содржи целата уметност и филозофија на политичкото владење. Кој знае да ја разбере изреката добро, кој не знае очигледно треба да се врати во на основно политичко образование, каде што се учи во рамките на абецедата, се учи токму истата. Фактите се секогаш содржани во делата и тие се секогаш видливи резултати. Фактите се конкретни придобивки и нормално кој не може да ги види и почувствува фактите и делата во животот, тој е или слеп при очи или глув при уши.
или можеби сепак има и добар вид и добар слух, само едноставно е многу лош или можеби многу злобен, многу деструктивен, за да може да ги види, препознае или согледа добрите резултати и добрите работи. Од сопствената злоба не може да го види доброто, ќе речат старите, бидејќи и за доброто да се види треба добра волја. Со лоша волја и за себе си лош, и за себе си отровен и очаен, кусоглед и сфрустриран, неволен да признаеш добро сработена работа или да го признаеш туѓиот успех. На овие и вакви злобни луѓе, успехот на политичкиот друг посебно им носи уште поголема омраза и уште поголем тремор, бидејќи им потикнува уште поголеми фрустрации заради свесноста колку се всушност тие неспособни и некадарни да направат подобро и поквалитетно за другите. Отаму, како поинако да се свати македонската опозиција, освен како една стара и сфрустрирана баба, која ниту направила нешто добро во својот живот и со својот живот, ниту може и знае добро да создаде. Фрустрациите дополнително им растат со сознанието дека годините и се тие што и се, кај и да е, сакала или не сакала, ќе мора да замине во оној свет. Од толку плукања и негирање на политичките успеси на противникот, политичката опозиција пред време остаре. Се трансформира во вистинска политичка вештарка, која лета со метла низ државата и шири лоша енергија и носи лоша карма. А можеше и требаше да биде се поинаку. Само таа пуста добра волја да останеше во опозицијата. За почеток ќе беше сосема доволно да признаеја барем еден успешен проект на владата на господинот Груевски. Секако преку едноставниот процес на одобрување на фактите. А одобрувањето на фактите треба да им биде прва скала во процесот на сопствената рехабилитација. За волја на вистината, многуте факти ќе им го олеснеа процесот на рехабилитација. Секако најголемиот неоспорен факт, кој што е видлив за секого и секаде, но само не за македонската опозиција, е што господинот Груевски и неговиот тим создадоа нова слика за Република Македонија, создадоа нов имидж за државата, нова перцепција на другите земји, но и странските граѓани кон нас, еден, би рекла, сосема поинаков современ бренд на земјата. Господинот Груевски полека, но сигурно ја ребрендира Република Македонија. Од оној стар наследен имидж, во наводници имидж, на Република Македонија, како постсоцијалистичка, транзицијска, економски неразвиена земја, во која царуваше сивата економија, царуваше шверцот со нафта и цигари, но и со луѓе, во која секојдневно фабриките беа затворени, а работниците шетаа по улици како зомби, без основна елементарна екзистенција. Господинот Груевски заедно со неговиот тим, со многу труд, енергија и посветеност, отвори едно ново поглавје во македонската сегашност, но и нормално македонската иднина. Република Македонија дома и надвор веќе не е земја за која што се зборува со презир и омаловажување, како што тоа беше, например, пред 15 години, туку со почит и интерес. Република Македонија е навистина земја на успешни политики, само кој сака објективно да ги согледа. Другите земји, како и бројни меѓународни организации, веќе го имаат воочено овој факт. Посебно кога се споредуваат перформансите на нашата земја денес со, например, оние пред само 15 години, а да не зборуваме за оние пред 20 години. Токму другите земји, но и нивните граѓани, нивните државјани, како и меѓународните организации со висок рейтинг и висок степен на ефикасност секој во рамките на својата област на делување, даваат позитивни оценки за нашиот нов бренд, односно за новиот изглед на нашиот главен град, и покрај тоа што кај нас дома буквално постои едно мнозинство на граѓани кои секојдневно го плукаат нашиот нов изглед на главниот град, но и даваат позитивни оценки за новите можности и перспективи што секојдневно растат и квалитетно се менуваат.
Токму другите, оние странците однадвор, објективно споредуваат на кое ниво на развој беше Република Македонија, а каде е сега Република Македонија. И мнозинството од македонски граѓани ја чувствуваат оваа разлика, ги согледуваат предностите на новите политики и способностите секако на новото политичко лидерство. Факт е дека владата на господинот Груевски почна да го гради новиот имидж или новиот бренд на државата буквално од нула. Системот што го остави СДСМ немаше буквално никаква употребна вредност. Единствената светла точка во тунелот беше подпишаната спогодба за стабилизација и асоциација на Македонија со Европската Унија, но да подсетиме дека и тоа подпишување не се случи во времето на СДСМ, туку повторно во времето на владењето на ВМРО ДПМНЕ, секако со тогашниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски и коалицијата со Демократска алтернатива. Кандидатскиот статус на Република Македонија во Европската Унија се доби во времето на СДСМ, точно, но некако резултат на добрите политики што оваа партија ги имаше, туку поради огромните политички отстапки што СДСМ ги направи на штета на македонските национални интереси. Речиси идентични отстапки како што тоа го прави денес со посредништво нормално на меѓународната заедница. Не треба многу да подсетуваме на отстапките, бидејќи на сите ни се премногу добро познати, а јас би рекла и болни за сеќавање. Имаме некако класично дежаву, како да ни се повторува историјата тогаш и сега. Бројните трибини на кои што јас сум зборувала и сум имала своје обраќања, например против новата територијална поделба на земјата или против новиот закон за територијална поделба на земјата, против Охридскиот рамковен договор и против губењето на народниот суверенитет на сметка на странските интереси, странските игри кои што се водат во Република Македонија, се имиджот кој што го остави СДСМ и неговите Пајтон коалициони партнери. Во светот тогаш БРМ беше препознатлива само по своето минато, како дел од поранешната СФРЈ, како една социјалистичка држава која што беше во рамките на некаква федерација, која што меѓународната заедница многу лесно ја раздели. Значи, како социјалистичка република која што имаше само декларативна политичка желба да направи некаква поголема демократска транзиција и трансформација. И тогаш светот ја паметеше оваа земја како земја во која успешните државни фирми преку најлошиот одбран модел на приватизација од владата на СДСМ отидоа во рацете на неколкумина локални шерифи. За некаков позитивен бренд на земјата тогаш не можеше ни да сонуваме, а камоли да зборуваме и да зборуваме за конкретни факти. И додека другите земји од постсоцијалистичкиот блок успешно и со брзи чекори одеа напред и ги ребрандираа своите политики и своите економии, нашата земја тонеше во криминал, тонеше во шверц, тонеше во сивило и во црнило. За среќа, сето ова е веќе далеку зад нас, но чинам дека многу од политичките грешки и многу од политичките лекции се уште не се научени. Затоа е добро да се подсетуваме и да се навраќаме во минатото со цел да го цениме она што го имаме денес и нормално да ја градиме днината на многу подобар начин. Добро е од време на време да се подсетуваме каде бевме и каде сме денеска. Затоа што ако старите велат дека повторувањето е мајка на знаењето, јас ќе кажам дека споредбите или компарациите се мајка на предизвиците. И не дека Република Македонија не може или не можеше подобро. Но за да биде подобро, секако дека е потребно не само добра политичка волја, туку едновремено и добра граѓанска волја. Волја која што ќе не обедини сите нас како граѓани да работиме за доброто на државата. Мислам дека тоа е она што не недостасува во поголем обем. Токму затоа одбрав денеска да зборувам за тоа национално ребрендирање со цел не само да актуализирам темата, туку и да дадам еден
би рекла, акцент, да ставаме еден акцент на потребата на тоа колку се битни и важни граѓаните во процесот на национално ребрендирање и колку е важно секој од нас да ја знае сопствената улога во рамките на тој процес, бидејќи ние сме лицето на Република Македонија, ние сме тие кои што ја фактички градиме Република Македонија, во кои што живееме во Република Македонија и кои и сакаме најдобро на Република Македонија. Националното ребрендирање кое што ни се случува во моментов, но меѓутоа не само сега, туку би рекла од 2006 година наваму, не е само политички избор на земјата, не е тоа само политички избор на владата на господинот Груевски или на ВМРО ДПМН. Националното ребрендирање е повеќе од избор, тоа е нужност, тоа е неопходност. Тоа е еден интегриран и концентриран напор на политичките партии, на невладиниот сектор, но и на сите граѓани во земјата. Засилениот ангажман на секого од нас, секој нормално во својата област каде што работи, секој согласно своите способности и согласно својот афинитет, има обврска позитивно да ги промовира можностите и политиките што се креирани во земјата и врз основа на тоа едноставно да станеме ние граѓаните клучен фактор за засилен успех на националното ребрендирање на земјата и нормално стекнување на подобра перцепција за Република Македонија надвор. Ефикасното национално ребрендирање е всушност централната алатка за еден конкурентен надпревар на Република Македонија со останатите држави во Европа и во светот. Бидејќи доколку ние не сме свесни дека можеме и знаеме подобро и нормално умееме подобро, тогаш никој од надвор нема да не цени и никој од надвор нема да не почитува повеќе од тоа што ние самите ќе се почитуваме и ќе се цениме. Лошиот имидж за Република Македонија е лош имидж и за нас самите. Сериозно, тој лош имидж ја загрозува нашата нормална економска иднина, но ако сакате и политичката перцепција на државата, ако сакате и Република Македонија како лоша туристичка дестинација, бидејќи лошиот политички и економски имидж создава нормално и лоши перцепции и реперкусии во сите останати области на државата, не само во политичка и економска смисла, туку и во културна, туристичка и така натаму смисла. Со каков имидж или со каква тогаш бекграунд нашата држава би се надпреварувала со останатите земји во светот? Мислам дека не треба многу да се зборува околу тоа колку лошиот имидж може сериозно да наштети на сите нас. Токму затоа е потребно што е можно побрзо да сватиме дека секој поединец, буквално секој поединец има право, но има и обврска да работи за доброто на државата. Едноставно да работи во насока на креирање подобро утре. Ние граѓаните можеме да бидеме најдобар пријател на нашата земја, но и нејзин најголем непријател. И сега наше е да одбереме дали сакаме да бидеме пријатели на нашата татковина, која што знаеме дека немаме друга, таа е една единствена, или сакаме да бидеме најголеми непријатели на нашата татковина. Тука веќе не треба да се делиме по политички или по партиски подолби, или по етнички, или по религиозни, или по било какви други разлики. Едноставно сите ние припаѓаме на Република Македонија. Наше е само да одлучиме дали сакаме да бидеме нејзини пријатели или непријатели. Овде ќе направам мала пауза, останете со мене, се враќаме по неколку минути. Еве на назад повторно во студиото, значи зборувам за ребрендирањето на Република Македонија, кој што е процес започнат од 2006 година наваму и кој навистина доживува огромен подем. Со оглед на фактот дека политиките кои што ги спроведува актуелната власт навистина се во најголем дел поврзани со овој процес на ребрендирање, односно создавање на сосема нов имидж на државата од оној кој го имавме во минатото. Тоа секако дава и соодветни резултати, бидејќи веќе Република Македонија не ја заобиколуваат странските инвестиции, не ја заобиколуваат исто така и останатите, посебно културните работници
туристите и така натаму, за разлика од порано кога ниту една странска инвестиција не можевме да забележиме, многу малку туристи се гледаа по нашите улици, многу малку културни случувања, светски културни случувања имаше во Република Македонија. Сега сликата е сосема поинаква. Дури како што кажав и оние најголемите злобници на проектот Скопје 2014, сега веќе не може да зборуваат со толкова сласт и страст како што зборуваа порано, бидејќи навистина без разлика на можеби одредени пропусти, меѓутоа во глобала овој проект навистина создаде една нова перцепција за главниот град, меѓутоа и нов интерес, засилен интерес кај туристите и кај странските граѓани за посета на Скопје и во таа смисла и посета на Република Македонија и гледање фактички туристичко уживање на сите познати знаменитости и природни убавини што Република Македонија ги има и ги носи. Самото ребрендирање како процес е всушност и дава еден ветер во грб на Република Македонија и дава една дополнителна додадена вредност, би рекла, на светскиот пазар и нормално и дава една надпреварувачка сила и енергија на земјата на светскиот пазар, бидејќи отвора многу нови можности за сите нас. Нормално тој процес е бавен, тој процес е препон со предизвици, се потешкоти, дополнително доколку имаме и уште потешкоти во Република Македонија, нели со разни политички случувања, меѓутоа тој исто така и комплексен процес кој што бара огромен ангажман не само на владата, како што реков, не само на државните структури, на политичките институции, не само на политичките партии од власта, туку и на оние од опозицијата и вклучувајќи ги и невладините организации кои исто така треба да бидат масовно вклучени, би рекла, во тој процес на промовирање на Република Македонија како една добра дестинација, но и позитивна држава, а не само нормално да се плука по државата и да се создава негативност за негативни поени за неа. Имиджот на секоја една земја е пред се поврзан со представува една ментална слика која што или збирна импресија која што ги имаме како ние како граѓани за таа земја. Секако дека тие импресии се поврзани со образовниот систем, колку во текот на образованието сте слушале за конкретна држава и колку сте запознаени со незината историја, со минатото, но и со сегашноста. Исто така, имиджот на една држава се гради врз основа на нашите спомени кои што ги имаме доколку сме посетиле таа земја, какви спомени носиме и какви импресии носиме, да кажеме, од некое туристичко патување или од некој одмор. Исто така, секако дека и консумирањето на производите што доаѓаат од земјата оставаат одредена импресија, би рекла, која што влијае врз имиджот или представата на таа земја кај нас. Од тука и затоа мислам дека постојаните напредувања во секоја сфера, посебно во сферата на образованието, културата, туризмот, индустријата, земјоделието, економијата и слично, ќе придонесат за засилување на позитивните чувства кај нас самите, но и на позитивните чувства кај другите, кај странците за нашата држава, но и посебно, како што кажав, и нашите чувства за нас самите, бидејќи тие постојано напредувања ќе внесуваат нов квалитет кој што и ние самите ќе го почувствуваме за нашата земја. Едноставно ќе се врати она патриотско чувство, не само за тоа да ја сакаме државата таква каква што е, туку да патриотско чувство да го унапредуваме квалитетот на животот во државата. Едноставно да секој од нас да се стреми да направи нешто повеќе за Република Македонија. Унапредувањата се секако динамичен феномен кој што добива на интензитет со многу поголема колективна работа, со многу поголем колективен труд, со многу ангажман на секого од нас.
буквално на секој граѓанин без исклучок. Во услови на една брза комуникација, на постојана достапност на информации преку интернет, но и поради менување на геостратешките позиции во земјите на глобален план, како и постоење на различни центри на моќ кои би рекла се менуваат од деценија во деценија, потребата од едно вакво континуирано, организирано, унифицирано и целно самопрофилирање на Република Македонија во светот станува буквално национален приоритет број 1. И од тука ние треба да водиме да ги водиме битките за зачувување на нашето име, уставно име, за зачувување на нашиот македонски национален идентитет. Тоа несомнено треба да ги водиме битките и во рамките на меѓународните организации за зачувување на достоинството пред се на нацијата, но исто така треба постојано да говориме и внатре меѓу самите граѓани, меѓу нас, за тоа што треба плюс да се направи за да може да се зголеми позитивната перцепција на македонските граѓани во Република Македонија, но и на Република Македонија надвор. Од тука сметам дека посебно е значено да се засили местото и улогата на секој македонски граѓанин без разлика на неговото етничко, верско, религиозно, социјално или било какво друго потекло, бидејќи токму таа засилена улога на секој од нас представува неопходност и нужност за успешно промовирање на овој процес на национално ребрендирање во државата. Како што кажав, оваа мисија е навистина тешка. Едноставно треба секој да свати дека оваа мисија е неопходност, дека е нужност за секого од нас, дека има бројни потешкоти и предизвици, меѓутоа веројатно ќе видиме дека има и многу предности. Буквално се зависи од посветеноста и од конкретниот позитивен ангажман на секого од нас, пред се самосвеста на секого од нас, колку на секого од нас му е јасно дека без успешна држава и ние сме самите неуспешни, без разлика колку индивидуално да сме успешни, ако нашата држава е неуспешна, и ние ќе бидеме неуспешни, затоа што ние сме македонски граѓани кои што живееме во неуспешна држава. Од тука тоа е на некој начин и проекција за нас самите. Доколку ова го сватиме што е можно побрзо и доколку се приклучиме во процесот на национално ребрендирање кој што успешно го креира владата на Република Македонија, тогаш навистина ќе биде подобро за сите нас и јас апелирам едноставно националното ребрендирање да биде или да стане заеднички стил на животот на секого од нас. Пред да одам на тоа како светот го гледа прашањето на националното ребрендирање, ќе направиме мала кратка пауза, останете со нас. Повторно за ребрендирањето, оваа тема воопшто не е нова ниту во Европа, ниту во светот. Речиси секојдневно се случуваат овие процеси, посебно во европските, би рекла, постсоцијалистички држави, кај речиси нема нација и нема држава која што не поминала низ овој процес, и тоа процес кој што е сватен пред се како примена на иновативни политики, иновативни средства и секако квалитетни механизми за подобрување на имиџот и на брендот на земјата. Најчесто прашање кое што се поставува кај националното ребрендирање е колку тоа е на некој начин во корелација со развојот на јавната и на културната дипломатија, за која што многу широко зборував, чинам во третата емисија поента од претходната сезона. И сега, за да не се навраќам повторно на истите тие тези ставови кои што ги кажав тогаш, само за подсетување, сега во оваа емисија во контекст на националното ребрендирање е дека јавната и културната дипломатија се познати алатки во светот преку кој што се негува и развива личниот патриотизам кај секој граѓанин за својата земја. Токму културната и јавната дипломатија
не подсетува дека направените добра за сопствената земја се сушност добра за секого од нас и дека сакајќи ја својата земја и покажувајќи дека ја сакаме својата земја и правиме добро на својата земја, но и добро за сите нас. Јавната дипломатија може многу да ни помогне во градењето на соживотот во Република Македонија, во градењето на таа инклузивна колективна свест, но и во градење на чувството за заедништво и меѓусебна подкрепа, без разлика на која етничка група припаѓаме, на која политичка партија припаѓаме или не припаѓаме, во која вера веруваме, односно во која религија веруваме или воопшто сме атеисти и така натаму. Добро е да се подсетиме и уште еднаш да испромовираме јавната дипломатија заради фактот што едноставно се чувствува дека одредени поединци во Република Македонија намерно ја забораваат сопствената улога и обврска како државјани на земјата, да делуваат конструктивно и во функција на развој на сопствената држава. Па така, наместо афирмирање на вредностите на својата земја, наместо ширење на позитивна енергија и креирање на позитивна слика за сопствената земја, да кажам, малцинство од граѓаните делуваат крајно дефетистички, пристапуваат со негација на сите вредности, со негирање на се што постои во државата, со негирање на сите позитивни примери на развој на нашата земја, посебно примерите на економски развој. Едноставно, тие како малцинство се одлучени целосно да се фокусираат на девалвација на земјата, како од политички, така и на економски, од економски правен, социјален, ако сакате, културен и друг аспект. Јавната дипломатија и националното ребрендирање се поврзани процеси или се поврзани феномени и тоа се поврзани од економски, политички, но и културен аспект. При тоа, националното брендирање се третира како стратешка алатка на јавната дипломатија, која што ја насочува и мотивира државата да биде компетитивна на пазарот со другите држави и едноставно да има дополнителни вредности кои што секојдневно ќе ги промовира на пазарот и врз основа на нив ќе се споредува или ќе се надпреварува со другите држави во светот. Токму затоа мислам дека националниот бренд е многу значаен за секоја земја. Тоа е всушност феномен кој што мора да биде единствен, затоа што не постои диверзифициран национален бренд, значи тој мора да биде единствен, мора да биде мултидимензионирано поставен, со сет на елементи кои што навистина се најпозитивното и најдоброто од земјата, кои што секако ќе овозможат на македонската нација да биде поставена како културно различна од останатите, но сепак нели со своји специфики, со своји културни обележја, со своји традиционални елементи и така натаму, но сепак дел од би рекла светската цивилизација или дел од светскиот сет на држави, би рекла. Националното брендирање за Република Македонија има и голема економска предност, бидејќи навистина ја гради и одржува стратешката предност на земјата во насока на унапредување и развивање на економскиот развој на земјата, секако тоа се одразува и врз подобрување на условите за живот на македонските граѓани и полекано сигурно зголемување на стандардот на македонските граѓани. Реков дека овој процес навистина е тежок, макотрпен, дека треба максимално да се вложи секој од нас, доколку сакаме да очекуваме поголеми ефекти. А доколку имаме парцијално вложување, во тој случај ќе бидат и парцијални резултатите. Едноставно нема да не биде виновна само владата, туку мораме и ние да земеме дел од таа вина, дека колку сме активни, колку сме проактивни или колку сме едноставно пасивни во целиот овој процес.
Во оваа смисла националното брендирање секаде во светот се сваќа како процес на вклучување на јавноста, интегрирање на граѓаните во сите политики кои што власта ги креира. Токму затоа и ова што се прави сега од страна на ВМРО ДПМН, каде што едноставно граѓаните се вклучени со своји идеи да можат да учествуваат во процесот на градење на владината програма, е нешто што е, би рекла, тренд и нешто што е познат процес во сите демократски држави, затоа што јавноста е таа која што е значајна, затоа што граѓаните се тие кои што се најзначајни во целиот овој процес. Граѓаните се всушност најголеми амбасадори на својата земја. Не знам колку маркетиншки вие да ја промовирате сопствената земја надвор во не знам колку печатени или електронски медиуми кои имаат голем тираж, не може да се постигне тој ефект и таа сакана цел, како што доколку граѓаните целосно се запознаени со процесот на брендирањето и доколку тие се вклучени во самиот процес и доколку секој се чувствува дека е амбасадор на својата земја во странство, но пред се амбасадор на својата земја и во државата. Од тука, значи, маркетинг политиките кои што се преземаат се добар механизам, тие се секако во содејство со процесот на ребрендирање, бидејќи тие маркетинг политики на еден стручен начин ги одбираат конкретните предности на земјата, што би можело да донесе поголем бенефит за земјата, например во културата или во туризмот или во одбирањето, например, на некои природни знаменитости во земјата, што ја красат земјата. Значи, сето тоа како маркетиншки може да биде добра политика за градење на добар имидж за земјата, но мислам дека процесот на градење на добар имидж на земјата треба да тргне од секого од нас, од секој граѓанин, буквално од секого од нас. Од економски аспект или од економска перспектива, целта на креирање на еден национален бренд, но и на политика на национално брендирање е да се обезбеди конкретна репутација на земјата пред светската јавност. Значи, повторно ќе кажам, со маркетиншки трикови или со маркетиншки политики може да се направи делумен ефект, но доколку едноставно се има еден организиран и унифициран систем во кој што граѓаните се целосно вклучени, во тој случај навистина ефектот ќе биде максимален. Ако е добро создаден и менаџиран, националниот бренд може да ја донесе на земјата многу предности и многу успех, а со тоа и економски придобивки. Тоа едноставно може да ја осветли земјата на многу подобар начин, отколку што, например, тоа би се случувало без користење на национален бренд. Исто така ќе даде една поголема доза на препознатливост во странство, поголема доза на препознатливост и на производите што доаѓаат од земјата, како и препознатливост на природните убавини на земјата, нормално кои што се представени со помош на одредени маркетиншки политики. Можеби најубав опис за улогата и суштината на националното брендирање од економски аспект дава познатиот автор Сајмон Анхолт, кој се смета за еден од најпознатите автори на оваа тема, и според него националното брендирање е навистина една одлична метафора преку која се гледа колку ефикасно и ефективно земјите се надпреваруваат меѓусебно врз основа на перцепциите за нив во делот на например извозот на производи, на домашни производи во странство, самиот процес на владење во земјата, дали политиката е успешна или не, развојот на туризмот, инвестициите, културата, наследството и така натаму. Останете со нас, една мала кратка пауза и повторно се враќаме во студиото. Да, во рамките на овие 10 на минути до крајот на емисијата би рекла уште неколку поенти врзани со националното брендирање. Навистина, овој процес е битен посебно за малите држави како што е Република Македонија, бидејќи
тој овозможува да се зајакне економската позиција на земјата во рамките на глобалниот економски пазар, но и секако да се засили конкурентноста и способноста за надпревар на државата во однос на останатите земји, како на економски, така и на финансиски план. Националното брендирање на вистина ја помага прогресивната и онаа засилена форма на патриотизам меѓу граѓаните и едновремено тој го зајакнува и го охрабрува чувството на граѓанска одговорност кон сопствената земја. Брендот на земјата е посебно значаен и за промовирање на туризмот, односно го збогатува туризмот како гранка со многу поквалитетни маркетиншки содржини кои ги привлекуваат туристите да ја посетат земјата. Создавање на нов бренд или нов имидж на земјата е всушност, би рекла, магнет за туристите, бидејќи ако на пример земјата надвор од страна на граѓаните на другите земји е перципирана како модерна, како безбедна, како земја која што има бренд на чиста и ефикасна држава, нели? Тогаш шансите да се привлечат поголем број на туристи се секако многу поголеми. Посебно се зголемуваат шансите ако на туристите им се понудат и соодветни атрактивни дестинации, но и атрактивни понуди кои ги задоволуваат вкусовите на секој турист. Засилувањето на кампањата за земјата во другите држави е исто така дел од политиката на националното брендирање. Гледаме дека тоа успешно го правеше и го прави владата на Република Македонија. Таа кампања посебно се засилува преку културната, научната, уметничката димензија на земјата, но и преку подобрување на условите на туристичките капацитети, зголемување на понудите што тие капацитети ги нудат и секако зголемување на квалитетот на услугите, на туристичките услуги кои се во рамките на туристичките капацитети. Големо влијание врз големиниот туристички интерес за земјата има секако и односот на граѓаните во земјата кон странците и кон посетителите, како и вкупната политичка состојба. Ако во земјата нормално има политички проблеми и политичка нестабилност, ако има несоодветна инфраструктура за туристите, ако има непријателски расположени граѓани, тогаш задачата за охрабрување на туристите да ја посетат земјата е далеку потешка отколку ако овие состојби би биле подобри. И ако сега видиме всушност дали голем дел од овие работи зависат од нас граѓаните, да, зависат. Например, доколку сме попријателски расположени кон туристите, нормално ќе се подобри имиджот на нашата држава. Доколку, да кажеме, секој од нас придонесе кон тоа државата да биде политички стабилна, исто така ќе придонесеме кон развивање на подобар имидж и подобар бренд на Република Македонија. Доколку избираме политички партии и луѓе кои што се расположени негативно кон својата земја, исто така на индиректен начин придонесуваме за тоа нашата земја да има лош бренд и слично. Поентата на туристичкото, например, брендирање на земјата како и незината туристичка промоција не може да дојде до израз ако не се следи контекстот на туризмот, што е во корелација со состојбите во самата држава. Живееме едноставно во свет каде што земјите се обидуваат на секаков можен начин да станат попривлечна дестинација за туристите, посебно во делот на инфраструктурата, но и во однос на квалитетот на би рекла на туристичките услуги. Сепак националните цели, вклучувајќи ги во нив клучните аспекти како што се например промоција на трговијата, промоција на инвестициите, промоција на туризмот, развој на туризмот, може да бидат унапредени само преку споредувања со другите земји. Оттаму секоја земја мора најнапред критички да се погледне самата себе и да се запраша зошто например компаниите би требало да дојдат во Република Македонија, а не во некоја друга земја. Кои се тие компаративни предности кои што државата ги има и кои што ги нуди на например на странските инвеститори да дојдат во Република Македонија, а не да одат во некое друго место. Мислам дека владата на Република Македонија има добра перцепција, би рекла и добра самокритична анализа во однос на овие прашања. И мислам дека
има и политика која што и стратегија би рекла која што треба да да ги тргне сите оние аномалии кои се присутни ако се изведени од таа самокритична анализа и нормално да едноставно се работи на процесот на издигнување на квалитетот на Република Македонија како поатрактивна и поприфатлива дестинација за секого, без разлика дали се работи за економски капитал или за обичен турист. Токму таа само анализа е многу важна алатка во делот на процесот на брендирањето, затоа што брендот мора да биде вистинит и мора да биде едноставно да дава доверба. Вие не можете да градите лажен бренд или бренд врз основа на невистинити информации и врз основа на недоверливи ресурси. Секоја земја без исклучок има свои предности и свои слабости, но проектот на секоја држава за национално брендирање е тоа да создаде добар бренд за државата кој што ќе ги максимално ќе ги потенцира предностите, а ќе работи на тоа да едноставно не постојат слабости, односно да се намалат слабостите на државата. Брендот не е еднаш за секогаш дадена категорија, тој се менува, се подобрува, секако во зависност од вкупните перформанси на земјата, но и од подготвеноста на секој граѓанин, на власта, на опозицијата да ја движат земјата напред. Брендирањето е клучна алатка која може да ја помогне на земјата да дојде до секоја посакувана позиција и до секоја, би рекла, до секое посакувано место. Но националното брендирање не се состои само во тоа да пронајдете добро, симпатично лого за земјата или да отворите официјална веб страница каде што ќе се фалите за вашите перформанси. Туку националното брендирање има многу поголема длабина, има многу поголема ширина, која едноставно мора да биде разбирана од, дури би рекла, од секој обичен граѓанин, доколку сакаме да имаме или да постигнеме максимален успех во рамките на светскиот систем на национално брендирање. Исто така, во светот на бизнисот, националното брендирање се сваќа многу повеќе како корпоративен производ, отколку само како еден обичен производ или услуга. Интересно е, например, што корпорацијата General Electric, која што фактички има и работни погони во Република Македонија, е присутна во Македонија, произведува буквално се, да кажеме, од машини и локомотиви до фрижидери и пегли. Оваа корпорација обезбедува и финансиски услуги едновремено. Секој од овие производи нејзини си има свое име, има свој бренд што се промовира поединечно, но сепак General Electric се одлучил да ги промовира и сите своји производи по едно заедничко име и едно заедничко лого JO, или како так линија имагинација на работата. Успешните корпорации ги создаваат своите брендови многу внимателно, бидејќи се свесни дека сите нивни производи и услуги ќе имаат не само корист од брендот, туку самиот бренд може сериозно да им наштети ако не го користат соодветно или ако е злоупотребуван од страна на самата компанија. И додека националното брендирање е покомплексно од корпоративното брендирање, сепак многу од предностите и алатките кои што ги користи корпоративното брендирање се употребуваат во политиката на националното брендирање. Навистина има многу што да се каже, меѓутоа и од режијата ми вела дека морам да привршувам со емисијата бидејќи е време да се одјавиме. Само би кажала дека буквално секоја нација е бренд, мораме тоа да го запаметиме, дека самото брендирање станува нова филозофија на гледање на работите, ако сакате, нова филозофија на гледање на секоја нација, на секој народ, на секоја држава. За секоја држава луѓето имаат одредена представа, односно ментална слика, врз основа на кој што ги градат своите перцепции за истата, нели по некои лоши работи, добри работи и слично. Проблемот е што најголем дел од земјите создаваат брендови врз основа на нивната историја, врз
врз основа на одредени историски настани и така натаму. Мислам дека процесот на брендирање не треба да биде поврзан толку со историјата колку што со сегашноста и иднината. Брендирањето е всушност каква визија имаме ние за својата земја и колку ние сме визионерски, иновативни, расположени кон себе и за себе. Од тука мислам дека убав имидж за својата земја е всушност имиджот на визијата. Со тоа сакам да едноставно да ја привршам оваа емисија, иако на вистина има многу што да се каже, има многу работи кои што останаа недокажани, меѓутоа можеби наредниот вторник ја продолжиме темава, затоа што е извонредно значајна, извонредно актуелна и извонредно ќе биде актуелна во иднина доколку нормално се биде како што треба и доколку работите си се вратат во она нормала како што очекуваме сите. Останува толку време само да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 1 декември 2015 година. Имајте убаво попладне и до слушање наредниот вторник со нова тема, можеби стара тема, но со нови информации кои што ќе бидат одбрани само за вас. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.